колку невладиниот сектор учествува во донесувањето на одлуките за реформи кои што секако знаеме дека се долг забелешките на Европската комисија? Па граѓанскиот сектор е од самиот почеток вклучен во реформскиот процес на оваа влада, со самото тоа што при подготовката на тогаш планот 369 за реформи фактички беше изготвен врз основа на оној документ кој што ние многу порано го подготвивме, односно околу 73 организации. Тоа е оној познат блупринт документ за итни демократски реформи. Голем дел од тој документ беше вграден и во планот 369. При тоа представниците на граѓанските организации се речиси сите вклучени во одредени работни групи во областите кои што ги работат. Во меѓувреме беше формиран и Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор. Јас сум член на тој совет. Таму членуваат 16 представници на граѓанските организации и 15 представници на државните институции. Сметам дека многу корисна работа се работи во тој совет, се покренуваат иницијативи, се доставуваат информации до владата. Не можам да кажам дека ние сме незадоволни од аспект на тоа што значи соработка, со оглед на тоа дека сме вклучени горе-доле речиси во сите процеси, меѓутоа секако дека не, да речем, спроведувањето на реформите не е на некој си задоволително ниво. Ние бевме прилично толерантни, мајки предвид дека државата поменуваше низ многу турбулентни периоди, особено нели со потпишувањето на Преспанскиот договор и неговата ратификација и гласањето во Собранието на Република Македонија, сега понатаму нели и референдумот, па избори. Сите тие процеси на некој начин ги ставаат во заден план реформите, односно нема доволно капацитет за да може додека траат тие процеси во исто време да се одвиваат и реформите. Ја знаете изјавата и на министерот Манчевски дека постои недостаток на капацитет во државната администрација. Ние како граѓански организации се трудиме на секаков начин да помогнеме. Нашите критики сметаме дека треба да бидат земени, да бидат примани од страна на власта како еден продуктивен начин на тоа што треба да се унапреди, што треба да се отстрани, што е слабост во системот. Не сме задоволни од многу работи, се случи бегството на Груевски, се случи амнестијата, меѓутоа за нас како граѓански сектор мислам дека е многу важно приближувањето на земјата до Европската Унија. Јас лично сметам дека и се надевам дека датумот за преговори на некој начин ќе подбутне власта во насока на тоа многу поквалитетно да ги спроведува реформите. На мене не ми е важно да бидат донесени само законите. Многу е важна праксата, многу е важна културата на јавната администрација. Сето тоа е реформа. Не се само законите, не се само подзаконските акти. Јавната администрација треба еднаш за секогаш да разбере дека постои заради граѓаните. Со оглед на тоа дека ние многу години системски бевме на некој начин погодени со таа партизација на јавната администрација и ставањето на граѓанинот како да тој постои заради јавната администрација. И сето тоа се должи на тие вработувања кои што одат по партиска линија. На тоа мислам дека ние укажуваме со години, укажуваме и сега и ќе продолжиме да укажуваме дека тоа не е начин за да се случат реформите во тие кои што секојдневно одлучуваат за правата на граѓаните. Лично уште еднаш ќе повторам, се надевам дека ќе добиеме датум за преговори, бидејќи сметам дека тоа е единствениот излез да направиме еден покрупен исчекор во тоа што значат прави реформски решенија кои што ќе ја видоизменат и самата јавна администрација и системот во целина. Во тој дел за околу
соработката со владата, како ја оценувате, веќе истакнавте некој дел, меѓутоа како ја оценувате целокупната соработка и колку како невладин сектор ги прифаќаат, односно невладини организации ги прифаќаат вашите, односно забелешките? Па не можам да кажам дека целосно ги прифаќаат нашите забелешки. Например, имавме неколку реакции за неколку закони, и за Законот за јавно обвинителство, меѓу другото, во делот кој што се однесува на специјалното јавно обвинителство, имавме пресконференција, имавме забелешки за Законот за кривичниот законник кој што беше донесен во скратена постапка. Тоа се методи на поранешната власт. Тие наши, да речам, реакции и во јавност и писанија кои што ги испраќаме до Министерството не беа прифатени. Не можам да речам дека препораките во целосни се прифаќаат, но можам да речам дека оваа влада сепак не е резистентна на критики, се уште. И ова е периодот кога ние треба всушност на некој начин со своите реакции и критики да се наметнеме за да можеме да успееме во тоа што е наша основна цел, граѓаните на оваа земја да живеат, да може да ги остваруваат своите права без при тоа да се соочуваат со големи тешкоти како што тоа беше случај во претходните години за време на владењето на другата власт. Значи не можам да кажам дека сме задоволни, но можам да кажам дека сме вклучени, не слушаат, иако не секогаш ги прифаќаат нашите препораки, меѓутоа дека реагираат на критиките, реагираат. Спомнавте веќе дека за пристапувањето, односно кон датумот на преговори кон Европската унија, дали се надевате дека би можеле во месец јуни да добиеме датум за преговори? Па јас сум малце скептична секако, не можам да кажам дека сум многу голем оптимист по тоа прашање, но како што реков и претходно се надевам искрено дека тоа ќе се случи брзо, ако не се случи во јуни дека ќе се случи можеби во, да речеме, до септември или октомври. Не можам да дадам одредена проценка по однос на тоа прашање, и тоа сепак е некоја повисока политика во која што ние немаме многу голема вклученост и едноставно не сме запознати што се случува позади сцената. Тоа е сепак проценка која што ја прават политичарите и оние кои што се среќаваат со, да речем, релевантните фактори во меѓународната заедница. И околу делот на автентичното толкување, тоа представува персонален доход на граѓанските организации. Можеме ли некако поконкретно во тој дел да пообјасниме? Да, станува збор за автентично толкување на Законот за персонален доход, поточно за членовите 3 и членот 14 од тој закон, кој што создаваше одредени недоречености и за време на претходната власт беше токму тие недоречености беа искористени за да се спроведат контроли на 22 граѓански организации, почнувајќи од декември 2016 година и тие траја до јуни 2017 година, при што речиси сите ние добивме записници со кои се констатираше дека треба да платиме персонален данок на доход за невработени лица кои учествувале во наши активности и тоа кога станува збор за хотелско сместување и за превоз. Например, организираме ние некој настан, каниме експерти и освен што им ја плаќаме картата, им го плаќаме превозот и хотелското сместување, според Управата за јавни приходи тогаш требало да плаќаме и персонален данок на доход. Меѓутоа, ние сме непрофитни организации, значи нашите активности не се активности од таков вид кои што треба да се оданочуваат. Поради тоа и беше покрената оваа, да речам, иницијатива од страна на пратеници на Собранието на Република Македонија со цел да се расчистат тие недоречености, бидејќи тие наметнаа таква пракса во 2016 и 2017 година, иако законот беше изменет токму во тој дел и беше расчистено тоа прашање на 25.12.2017 година. Меѓутоа, останаа нерасчистени постапките кои што се водеа против нас. И ние се уште немаме официјални решенија, да речеме, од Управата за јавни приходи. Јас ја поздравувам оваа иницијатива.
иако подолго време помина, ние очекувавме да се случи тоа порано, да се расчистат тие постапки кои што се водеа против нас, а беа дел од процесот за десороизација, кој што го најави и го покрена самиот Груевски. И се надевам дека ова автентично толкување сега ќе значи понатаму во управата за јавни приходи да се донесат и соодветни решенија со кои што конечно ќе ни завршат и легално постапките, бидејќи нас контролите ни завршија кога се смени власта, значи во јуни 2017 година, меѓутоа ние се уште немаме добиени официјални решенија за тоа дали должиме на државата данок или не. Тоа е, мислам дека навистина праведно е оваа одлука и е навистина за поздравување, бидејќи токму тие финансиски контроли значаа прекршување на принципот, односно слободата на здружување и беа тенденциозни и со причина да не замолчат, да не нели да предизвикаат одредени последици за нас, бидејќи стануваше за поголеми суми на пари кои што беше пресметано дека некои од организациите треба да ги платат. Верувам дека ова автентично толкување многу брзо на некој начин ќе се ефектуира преку конечни решенија донесени од страна на управата за јавни приходи.